За 2 пати одземена дозвола во 4 години повторно ќе се полага возачки испит. Пешаците, моторџиите и велосипедистите кои ќе користат слушалки, смарт часовници или мобилен телефон ќе се казнуваат со казни од 50 евра. Македонија на пат кон достигнување европски стандарди ја заострува казнената политика за сообраќајните прекршоци. Насмевни се сликај си и плати казна е често користената реченица која ќе важи и во Македонија. Возачите кои сториле сообраќаен прекршок ќе добијат електронски линк со фотографии и платен налог. Снимките ќе се чуваат 6 месеци, освен ако не служат како докази во кривична или прекршочна постапка. Според правилноста на судската пресуда за одземање возачка дозвола, судот добива задолжение во рок од 2 недели да информира полицијата дека на возачот му е изречена забрана за управување. Министерството за внатрешни работи затоа ќе информира по електронски пат со текстуална порака на мобилен телефон или на електронска адреса, со известувањето дека 8-миот ден од денот на испраќањето ќе почне изречената забрана. Минувањето на црвено светло на семафор, освен со казни од 300 евра, во иднина ќе се казнови со одземање на возачка дозвола за најмалку 3 месеци, со што Македонија ќе биде меѓу европските земји со најстроги казни. Пешакот е должен кога преминува преку коловозот и велосипедската патека или лента да се движи и преминува внимателно, без при тоа да користи електронски уред, како што се слушалки со 2 уши, мобилен телефон, таблет, смарт часовник и друг вид на електронски уред, со кој би му се намалило вниманието додека го преминува коловозот или велосипедската патека или лента, се вели во законот. Инаку Норвешка има најстроги казни за сега во Европа за минување на црвено светло со минимална глоба од 756 евра. Во Германија пак казните започнуваат од 90 евра, но може да достигнат и до 360 евра. Зависно од последиците, и ова се некои од најстрогите казни во Европа за овој вид сообраќаен прекршок.